Почитувани членови на Сојузот на синдикатите на Македонија, почитувана јавност, почитувани граѓани и работници на Република Македонија, со задоволство денес можам да информирам дека легитимитетот на председателот на Сојузот на синдикатите на Македонија Митревски потврден е од страна на Светската конфедерација на синдикати, која е представена од над 181 милион членови и работници со над 136 земји од целиот свет, а исто така потврден е легитимитетот и од страна на Светската федерација на синдикатите на градежништво, шумарство, графичка индустрија. Тоа значи дека над 250 милиони работници го потврдија легитимитетот повторно на председателот Митревски. Она што е најважно во обраќањето кое е испратено од генералниот секретар Шарон Бароу на Светската федерација на синдикати директно до владата на Република Македонија, до премиерот Заев и до министерката Царовска, директно се бара и се наредува да се поништат сите претходни административни акти со кои беше насилно извршена промената на председателот на Сојузот на синдикатите на Митревски. Исто така во ова барање се налага веднаш тоа да се направи, да се поништи решението на Царовска, да се поништи решението на Централниот регистар, со оглед на тоа што се уште постојат постапки и пред обвинителство, се уште постојат постапки и пред судовите, уште повеќе што Управниот суд исто така ја забранил пререгистрацијата, а посебно се наведува дека кон Република Македонија, доколку ова не се направи, ќе бидат превземени мерки согласно статутот на Меѓународната организација на трудот, односно преку Комитетот на жалби веднаш ќе биде поведена и постапка против Република Македонија. Со овој чин навистина јасно се укажува дека повреден е угледот на Република Македонија и со оглед на тоа што и Светската и Европската Федерација се социјални партнери на ниво на Европска унија, со ваквиот начин се повредува и се доведува во прашање голем дел и членувањето на Република Македонија во европските и светските асоциации. Станува збор за прв пат во историјата дури на светското движење да едно вакво еклатантно писмо се испраќа со стрикно барање и со наредба веднаш позициите да се вратат во една нормала, односно председателот на Сојузот на синдикатите на Македонија Митревски да биде вратен на таа позиција. Јас навистина од името на сите тие 250 милиони членови му благодарам за ваквата поддршка на Светската и Европската Федерација на синдикати и навистина ги повикувам и владата на Република Македонија и премиерот Заев и министерката Царовска, како и директорката на Централниот регистар веднаш да спроведат ова наредба и барање на Светската Федерација на синдикати. Доколку тоа не го направат, ние поднесовме, како што знаете, и кривична пријава и против министерката Царовска, и против директорката на Централниот регистар и регистраторот, кој го потпиша таквото решение. Тоа значи дека станува збор за сериозни повреди на законската регулатива, тоа значи административно мешање и уривање на угледот на Република Македонија. Следно што сакам да порачам е дека синдикалното движење во Република Македонија се соочува со еден длабок упат во движењето, упат предизвикан насилно од страна на административните органи и се надевам дека после сето ова навистина ќе бидат вратени почетните позиции назад. Исто така упатувам апел на синдикатите во овој момент да го сплотат своето единство, да работат и да се фокусираат на сите оние прашања кои се поврзани со правата и интересите на работниците и да остават позициите синдикалното лидерство да ги решават институциите на системот, се со цел да обезбедиме навистина во овој тежок период кога имаме огромно менување на низа работници, кога имаме огромно менување на членови од синдикатите во управните одбори, сето тоа да биде елиминирано, бидејќи и во самото писмо и од Светската конфедерација исто така се упатува барање сите оние синдикалци кои се сменети од управните одбори веднаш да бидат вратени на своите позиции. Навистина, демократското движење и автономијата на синдикалното движење во Република Македонија е ставено пред голем предизвик. Во текот на вчерашниот ден бевме повикани исто во владата на Република Македонија, каде што ги презентиравме сите овие факти врз основа на барањето на Светската конфедерација на синдикати и навистина очекувам
дека веднаш ќе биде реагирано, односно веднаш ќе бидат позициите ставени на почетна позиција, односно да се потврди повторно легитимитетот на председателот на Сојузот на синдикатите на Македонија, Живко Митревски. Упатувам апел дека будно ги следиме сите овие состојби и доколку сето тоа не биде направено, навистина ќе превземеме соодветни мерки кои ни стојат согласно законот и согласно статутите на синдикатите. Исто така сакам да упатам згрозеност од сето она што се случува моментално во зградата на Сојузот на синдикатите на Македонија. Исто така ја споделуваме нашата згрозеност од начинот на кој моментално се води во Сојузот на синдикатите на Македонија и начинот на кој му се забранува влез на вработени во зградата на Сојузот на синдикатите на Македонија од новото раководство и апелирам на вистина веднаш доколку тоа не се елиминира, со оглед на тоа што за тоа ниту има одлуки од органите и телата дека ќе бидат превземени исто така мерки согласно законот и ќе бидат поднесени соодветни кривични пријави.